со над 70.000 жители, лежи наисточниот драп на Прилепското поле, кое е дел од најголемата котлина во Македонија, Пелагонија. Познат е главно по три нешта. По востанието од 11. октомври 1941 година, по тутунот и по мермерот. Нема насилници, нема поробувачи, нема незаситници во пустошењата кои тргнале од запад кон исток и од исток спрема запад преку Балканот, а кои не се обиделе да го запалат Прилеп, да го срамнат до темели, како не би можел ни со урнатините да сведочи за својот живот. Од тие насилства и патила останаа се до денес само неми споменици. А тој Прилеп стои и натаму достоинствено. Повеќе македонски градови биле престолнини, но македонската историја го одбра токму Прилеп, да сведочи за смртта на Самуил, за неговата нема средба со ослепените војници, по кое му препукнало срцето. Може би затоа што предпоставувал дека токму тука, сред гранитните карпи, кои на рамнотежата како на природна сила знаеле да ја откажат послушност, најплодотворно ќе се роди македонската освета, која македонците ќе ги доведе до ослободување. Прилеп и во слободата останал доследен на себе си. Само сега пркоси во создавањето, свесен дека слободата и социјализмот се создаваат единствено во творештвото. Па градот и човекот можат да имаат само онолку вистинска слобода, колку што можат во себе да родат творештво, кое ќе го изборат во братство со другите. А еве анакусо историјата на Прилеп. Според мислењето на некои историчари, Прилепскиот крај во историскиот елинистички период бил населен од пелагонци и деуриопи, кои припаѓале на пеонската држава. Од овој период најверојатно потекнуваат тврдината изградена на карпите од Марковите кули, која имала доминантна стратегиска позиција во Пелагонија. Инаку тврдината е една од најголемите на Балканот. Прилеп со византиското име Прилапон го среќаваме дури во средниот век, кога како населба е изграден на едно од возвишенијата што доминира над пределот. На највисоката точка од местноста се издигал најутврдениот дел од Прилеп, горниот град, а под него на тераси биле изградени куќи, цркви и други објекти, од кои подоцна настанал Прилепскиот подград, односно се развила денешната населба Варош. Во 17. век Прилеп се развил во голем и убав град. Хаджи Калфа, турски географ, Евлија Челебија, турски патеписец и други, оставиле пишани непосредни впечатоци, од кои се гледа дека во 1670 година Прилеп имал околу 1000 куќи и чаршија со над 200 дуќани.
Во овој период во градот се подигнати неколку културно-историски споменици. Да споменеме некои од нив. Саат кулата, градската чешма до Саат кулата, црквата Свети Благовештение и други. Денес Прилеп представува индустријски центар со над 60 организации на здружен труд. Меѓу нив, најголема и најзначајна е Тутунскиот комбинат. Основан е во минатиот век, во 1873 година. Денес тој представува гигант на тутунската индустрија, не само во Социјалистичка република Македонија, туку и пошироко. Во производството на тутун во регионот на Прилеп се ангажирани над 70.000 жители, што представува 20% од вкупниот број на ангажирано население во тутунското стопанство на Македонија, односно 10% во тутунското стопанство на Југославија. Овие показатели јасно зборуваат за големината и организираноста на оваа организација, што во голема мера се должи на незината комплетираност. Во неа се застапени сите дејности: производство, обработка и фабрикација на тутунот, како и опременост со најсовремени технички и технолошки средства за работа. Годишното производство на тутунот во комбинатот изнесува околу 8.000 тони ситнолисен и околу 700 тони крупнолисен тутун. Ова производство е постигнато врз база на кооперација со индивидуалните производители од градот и од околните населени места. Подемот на тутунската индустрија во Прилеп е сврзан со постоењето на Институтот за тутун, единствена научна институција од овој вид на Балканот. Институтот во своето 63-годишно постоење даде непроценлив придонес за развојот и примената на научните достигања во практиката.
1973. година Организацијата на Здружен труд Југо-Тутун од Скопје донесе одлука да по повод 100 годишнината од основањето на Тутунскиот комбинат во Прилеп, Институтот за тутун во Прилеп, се основа Тутунски музеј во соработка со Народниот музеј во Прилеп. При што стручното водење на Тутунскиот музеј му е доверен на Народниот музеј во Прилеп. Така е и отпочнато собирањето на една голема колекција од експонати за уживање на тутун и за преработка на тутун во исто време. И таа колекција брои околу 1500 експонати, кои што потекнуваат од 17, 18 и 19 век и се од 4 континенти на светот, што значи, со оглед на тоа дека имаме 5, значи само Австралија не спаѓа во тука. Вовлечен во порите на секојдневниот живот на македонскиот човек, тутунот станал судбоносен фактор, издигнат до символ во неговото духовно и материјално творештво. Македонската етнографија, ликовните и литературните достигнувања, во добар дел се незамисливи без присуството на тутунот, како повод, инспирација и мотив. Поаѓајќи од ова, а по повод прославата на 100 годишнината на Тутунскиот комбинат од Прилеп, започнато е со прибирање секаков можен прибор за уживање на тутунот. За стручното водење на оваа колекција е ангажиран Народниот музеј во Прилеп. И за кусо време е создадена богата ризница на вредни, скапоцени предмети, околу 1500 примероци, кои им служеле на производителите, трговците и уживателите на тутун во разни краеви од земјината топка. И додека камерата ги проследува експонатите што за оваа прилика ни ги одбра нивниот најзаслужен собирач, доктор Бошко Бабиć, да го искористиме каталогот и податоците во него, подготвен од истиот автор, за историјата на тутунот низ вековите. Еве што пишува во него. Изворните почви на тутунот се Америка, Австралија и некои острови на Тихиот океан. Со културата на тутунот, европјаните се сретнале дури во 1492 година, преку Колумбовата експедиција, во времето на откривањето на островот Сан Салвадор. Првата демонстрација на пушење на нашиот континент ја извршил членот на таа експедиција, Родриго де Херез, по враќањето во Шпанија.
Првото пренесување и садењето на тутунот во Европа го извршил шпанскиот агроном Гонзало Фернандес де Овиедо. Во прво време интересот за тутунот произлегувал од верувањето дека тој има својство да лечи разни болести. Во 1559 година францускиот амбасадор Жан Никот ја осетил мистичноста на тутунот и го пренел на францускиот двор. Во чест на Жан Никот, ботаничарот Зоницер во 1565 година на тутунот му го дал името никотин. Прочуеното луле на мирот или калумет играло голема улога во општествениот живот на северноамериканските индијанци. Во почетокот тоа било цевка покриена со орнаменти, а секоја боја на него представувала едно од индијанските божества. Индијанците биле цврсто уверени дека мирот, склучен под знакот на ова луле, не ќе може да биде така лесно раскинат, а со тоа да не се навредат боговите и по таков пат виновникот да стане предмет на нивната лутина. Во нашите земји одгледувањето на тутунот се воведува кон крајот на 16 век. Долго време тутунот се уживал како бурмут за шмркање во носот и како дробен и сечен за пушење во луле. Дури во втората половина на 18 век, од колевката Америка, преку Шпанија, во Европа се појавиле првите цигари. Експонатите во збирките на музеот во Прилеп, а чиј дел ви прикажуваме, представуваат раскошни лули, чибуци, табакери, кутии за тутун, бурмутници, кутии за цигари, пепелници, машинки за сечење врвови на цигари, апарати за правење цигари, дозни за пакување на разни производи од тутун. Средства за припалување, наргили, маслени слики и друго. По времето на изработката потекнуваат од 17-тиот, 18-тиот и 19-тиот век. Често имаат ознаки на уметничкиот стил на своето време. Барок, рококо, класицизам, рецесија. За нивната изработка употребувани се злато, сребро, слонова коска, полудраги камења, ќилибар. Потоа ефтини метали: камен, дрво, смола од лаково дрво, коска, рог, копита,
korali, koža, morska pena, životinski tvrdi oklopi, vlakna od konjska opaška, sedef, staklo, keramika i така натаму. Во обликувањето на предметите, како што забележувате, се применуваат техниките на лиење, штанцување, исчукување, филигран, гравирање, сликање, резбарење, интарзија, инкрустација, бакрорез, бакропис и други облици на графичката техника. Низа предмети се врвни дела на применетата уметност, изработени во златарски и во други работилници, во разни светски центри. Во разните техники на различни предмети од колекциите прикажани се символи, грбови на европското племство и држави, митолошки сцени и личности, птици и животни, ликови и припадници на различни раси, идилични и жанр сцени. Кавалкади на ритери, битки и лов, панорами на градови и пейзажи и друго. Многу предмети што би можеле да се наречат прибор за уживање на тутунот, допрва ќе се најдат во колекцијата на Тутунскиот музеј. Востановена е технологија за нивното прибирање. Постои одредено искуство и над се грижа и кај оние што ја дадоа идејата за формирање на музеот на тутунот и кај оние што денес се грижат за одржување и избогатување на оваа бесценета збирка.